Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Каде исчезнува водата за градот под Шара? Властите без одговори, граѓаните гневни и разочарани. По втор пат, месецот Рамазан, муслиманските верници ќе го поминат во знакот на пандемијата. Тетовската библиотека распиша литературен конкурс за најдобри поетски творби. Каде исчезнува водата за градот под Шара? Властите без одговори, граѓаните гневни и разочарани. Сторија на Милена Вучевска. Чиста вода е едно од основните човекови права. Ние вчера и денеска и многу пати претходно сме 12 часа без вода. Во време на пандемија раце не можеш да измиеш. Син ми утре нема да оди во градинка затоа што нема со што да го избањам. Ова е само еден од бројните коментари на социјалните мрежи. Тетовци се гневни и разочарани што со месеци градот никако да добие нормално водоснабдување. Во ова време кога и тоа како треба хигиена, ова е недозволиво, велат револтирано граѓаните. Имате што никој не се интересира за водата донес у Тетово. А вода има голема Шара колку сакате. Никој не мисли за народот. Тоа е од увек така било. Ова се прави за да има цело Скопје да има вода од Тетово. Не само Тетово. А греот, ова жалосно, ова све до власти на вас. Они не се интересираат. Нема што да правиш без вода. Прво станување, одма вода фаќаш. Тоа. Треба да се реши. Нема коментар, без вода и болести, без вода и све. Ја не знам, ово Тетово да нема вода. Срамота е. Срамота е Шара да нема вода. Реагираат и еколошките здруженија. Бараат итна ревизија на изградбата на новиот водовод, но и што поскора реконструкција на стариот. Бараат одговорност, но и објаснување каде исчезнува водата од Шара и зошто и со два водовода Тетово е со суви чешми. Откако не добија одговор од премиерот Заев, екологистите ќе бараат помош и од председателот Пендаровски, проблемот да се решава на национално ниво. Сите тие оправдувања според нас се веќе смешни. Значи Тетово е град под Шара, а 21 век нема вода. Со овој проблем веќе во Македонија не се соочува никој друг град. Веќе треба сериозно да се направат ревизии, инспекцијски надзори во теренот, да се утврди од експерти што точно се случува и исто така да се види колку изградбата на малите хидроцентрали има влијание во ова. Минатиот месец Тетово два пати беше со 10-дневни рестрикции поради оштетени цевки на новиот водовод на Лешница, па следуваа бројни други дефекти низ градот. Кои се сега причините што нема доволно вода, не добивме одговор. Прашавме и во општината и во комуналното. Ни рекоа да почекаме да се договореле кој ќе зборува. Едни со други се координираа, но се чини не се договорија. Останавме без точни информации и одговор на многу прашања. Со вакцинација можеме да се справиме со COVID-19, потенцира доктор Мери Киријас од Институтот за имунологија во Скопје. Таа во интервју за новинската агенција МИА истакна дека имунизацијата е единствениот начин за победување на пандемијата и објасни уште неколку дилеми поврзани со процесот на вакцинација. Вакцинацијата е важна бидејќи таа е единствен начин да се избориме против коронавирусот, вели докторката Мери Киријас од Институтот за имунологија Скопје во интервју за новинската агенција МИА. Според неа, во рок од 6 месеци по имунизацијата против коронавирусот може да бидеме сигурни дека постои заштита од COVID-19, но може да се очекува тој временски период да биде и подолг. Мутациите може да отворат простор за ревакцини на неколку години, но се уште е рано да се прогнозира такво нешто, смета доктор Киријас. Во периодов што поминува, во тој период некои 6 месеци после вакцинацијата, сме сигурни дека се уште има заштита. Меѓутоа, според проценките и знаењата нели од претходно, очекуваме дека тоа ќе биде и подолг временски период. Дали ќе има потреба од повторни ревакцини?
ние сите се надеваме дека нема да треба, меѓутоа не можеме да бидеме со сигурност, нели, точно да го кажеме тоа, само ради моментот што она што го гледаме се мутациите кај вирусот и не знаеме во која насока ќе се движат во наредниот период и дали доволно вакцините ќе бидат ефикасни. Во однос на тоа е всушност и прашањето што се наметнува за дали ќе бидат потребни ревакцини, дали ќе треба да бидат малце модификувани за да можат да одговарат на новите соеви или мутации на вирусот. Меѓутоа тоа времето ќе покаже дали ќе има навистина потреба од тоа или не. Таа нагласува дека присуство на антитела во организмот значи заштита од COVID-19 и не е важна колкава е нивната бројка. Во однос на забелешките на антиваксерите е дека МРНК вакцините во кои спаѓаат оние на Pfizer и Moderna можат да предизвикаат промена на ДНК-то на примателот. Доктор Киријас нагласува дека ваквите тврдења немаат логика и тоа биолошки не е можно. Често пати сега кружат тие информации со анализа на антитела па бројки. Генерално нема студија која што докажа дека одредена бројка штити повеќе во однос на друга бројка за вредноста за концентрација на антитела. Значи присуство на антитела значи заштита. Не е важна колкава е таа бројка од моменталните информации кои што ги имаме. Тоа значи особа која што прележала COVID има заштита. И заштитата не е само антителата, тоа е нешто што ни е померливо и затоа нели сега се зборува толку, меѓутоа тука и клеточниот имунитет кој што секако останува како меморија, како памтење кај индивидуите. Во однос на вакцинацијата исто така се создаваат и едната и другата гранка од имуниот систем се вклучени, така што особите ќе имаат и антитела и клеточен имунитет. МРНК, односно со таа липидна партикла, влегува во цитоплазмата на клетката и тука останува. Тука од таа МРНК се создава протеин, а ДНК-та се наоѓа во јадрото на клетката. Јадрото, како што знаеме сите, е обиколено со мембрана, значи не може ни да навлезе таму оваа МРНК, ниту некако да се врзе. Таа останува во цитоплазмата, се создава протеинот и таа се распаѓа. Таа е нестабилна молекула, значи не може никако да дојде ниту до ДНК, ниту да се гради во низе. Тоа се тотално неосновани тврдења. Биолошки не е можно. Таа додава и дека официјалните препораки од производителите и од Американската администрација за храна и лекови и од Европската агенција за лекови е дека ревакцинацијата против COVID-19 мора да биде со истиот тип на вакцина со која е извршена и самата вакцинација. За муслиманските верници од денес започна Рамазанскиот пост. По втор пат месецот Рамазан ќе го поминат во знакот на пандемијата, без вечерни молитви во џамиите поради полицискиот час. На пазарот во Гостивар беше раздвижено, тезгите со богата понуда, но скапи цени на производите. Почна месецот Рамазан за граѓаните од муслиманска вероисповед. Рамазанскиот пост трае 30 дена, секој ден од изгреј сонце до зајди сонце, за кој период верниците се воздржуваат од храна и вода, а потоа се собираат на заедничка вечера ифтар. По втор пат, овој месец кој важи за свет кај муслиманите, ќе помине во знакот на пандемијата. Поради полицискиот час, во џамиите нема да има вечерни молитви, што вообичаено се прават после ифтарот, и тие верски традиции граѓаните ќе ги обавуваат дома. Во периодот кога се отворени џамиите, верниците треба да ги почитуваат антиковид мерките, да носат маски и одржуваат растојание. На првиот рамазански ден кој се поклопи со пазарниот вторник, на Гостиварскиот пазар беше раздвижено. Тезгите изобилуваа со зеленчук, овошје и други производи, но и пазарџиите и граѓаните се сложија дека цените сезонава се повисоки, а владее сиромаштија. Денеска малце, пошто знам, нема толку народ како што имаше другите денови. Може сега очекуваме после пладне да имаш. Може спијат уште луѓе. Ги фатил Рамазан тоа. Како, што нудите ви и по кои цени? Па, цени се малце скапи, не се ефтини, наречено патижанот правим. 100 денара е скапо за нашиот пазар. И зелката е скапа.
50 денари кило, 4 денари парче. Портокалот исто така е скап, другото не е скап. Компирови се ефтини. Луѓето купуваат ли обично? Па купува наравно, мора да јадат, има нема, ќе се снајде. Ако не повише, малце мора да земе. Па мало подобре денеска. Подобре денеска, пошто празникот, така да мало поќе интересираат народот. Мислат да постат навечер како да ќе јадат нешта, нема да јадат иче. Тоа е тоа. А купуваат ли многу или основни работи? Основни работи, тоа што треба. Краставци, малце по кило пати за кило краставци, нешто што имаат млади кромит, така да трошат од ноќ. Па цените, слаби се цените, ама пари нема. Кога нема пари и да е ефтино, па не можеш да купиш. Ама сега држава не дава пари, држава ги забранил свите. Не може ова грип, не може оно ковид, не може она таму-ваму и сега така. Ама за празникот мора да има трпеза. За празникот ќе видиме кој ќе дојде. Не можеме да преседниме понапред сега. Кај нас овде у 8 сати се затворено, Албанија до 10 сати и ресторани и свите работат таму. Па нашите идат у пограде таму, јадат ручак и се враќат. Цените многу скапа. Nije ифтина е. Нема народ да живи со ова 10.000 100 динари, како кажете. Не може да живи за тоа. Многу скапа е. Тој не може да живи луѓе без работа, без социјални, без пари, помош држава не да ништо. И слабо живи народ. Па зачините да не прашувате, гледате и сами што е. Греото од Господа, од овие луѓе што живеат овдека со вакви пензии и плати не може да земат ништо. Тоа е греото. За нас што живиме надвор и така, ама за овие луѓе овде греот. Мене ми е многу жал, знаеш, кога земам јаба, другите се вртат и не може да земат. Тоа ми е, не боли срце. А што мислите, сега има и мерки, па не може да се излегува, после има политички час? Па добро, затоа, јас сум за тоа. Да речеме, можеш да пазариш преку ден, а преку ноќ ние старите и така не излагаме. Па, задоволни сме. Ама треба да се придржиме за тоа што е, треба да се придржиме. Поглаварот на Исламската верска заедница Шакир Фетаху во својата честитка до верниците упати и апел да ги почитуваат мерките против COVID-19. Во неа наведува: овој Рамазан исто така пак не наоѓа во воредна состојба поради пандемијата. Да ги почитуваме сите мерки со цел да се заштитиме од оваа болест. Нека овој месец биде жива инспирација за подигнување на нашата свест за излегување од оваа тешка здравствена состојба. Според Куранот, Рамазан има 4 димензии – духовна, морална, солидарна и здравствена. Духовната се постигнува преку молитвата, моралната преку воздржување од лоши мисли, дела и гревови, здравствената со прочистување на организмот, додека солидарната преку помош на сиромашните. Распишан е литературен конкурс за најдобри поетски творби, а во него може да учествуваат ученици од сите основни училишта. Конкурсот го распиша Националната установа библиотека Кочо Рацина, истиот ќе трае до 25 април. Распишан е литературен конкурс за најдобри поетски творби, а истиот го спроведува Националната установа библиотека Кочо Рацино Тетово. Конкурсот се спроведува по повод 23 април, Светскиот ден на книгата, а право на учество во него имаат сите ученици од основните училишта во Тетово и Тетовско. Учениците ќе пишуваат на тема која што сами ќе ја одберат. Ова е традиционален литературен конкурс за најдобри поетски творби. Тие на слободна тема ќе пишуваат деца, зашто овој се знае дека месец април се вика месец на книгата. Ние порано секоја година на 23 април, која се рачуна дека денот на книгата, правиме ова манифестација, значи ова е традиционално и до сега сме имаме добар конкуренти од сите школи што конкурираат и за ова имаме поддршка од Министерство за финансии, проект што ни финансира Министерството за култура.
Поетските творби треба да се достават во библиотеката или да се испратат преку пошта на адреса на библиотеката, најдоцна до 25 април. За најдобрите поетски творби предвидени се награди, а поради пандемијата ќе се изостави свеченото прогласување на победниците. Значи ќе биде не некоја манифестација што ќе се организира на свечено тие заради пандемијата, ќе се скрати некои активности, само ќе ги достават тие творби кај нас и ние до 25 ќе примаме, малку ќе биде не до 23, до 25 ќе биде, заради брзо ги добивавме решенијата од Министерство за проектот, затоа малку каснивме, ама ќе се реализира. Значи ќе имаме после награди за тие што ќе пишуваат подобро, пофалби за сите некои символични награди, ќе ги викнаме ние у библиотека заради безбедности причини и за нас и за читатели и писателите, мали писатели да ги викаме тие. И ќе ги наградуваме со нешто символично, само да биде традиционално. Поради дополнителните рестриктивни мерки, библиотеката во Тетово работи од понеделник до петок со скратено работно време од 8:30 до 16:30 часот. Прекршување на полициски час во Гостивар и Тетово, пронајдена дрога во автомобил, случај на неовластено снимање, пренесување на огревни дрва без дозвола и сообраќајна несреќа. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во периодот од 20 часот на 12 април до 5 часот на 13 април на подрачјето на СВР Тетово регистриран еден прекршок во Тетово и еден прекршок во Гостивар на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Вчера вечер пак во 23 часот на паркинг од фирма во село Порој Тетовско, полициски службеници на СВР Тетово одсек за недозволена трговија со дрога и оружје лишиле од слобода 31-годишникот село Порој. При преглед во патничкото моторно возило Хамер со тетовски регистарски ознаки кој го управувал, биле пронајдени 100 пакувања различна големина кокаин, 9 пакувања марихуана, 2 дигитални ваги и 2 мобилни телефони, а при тоа се однесувал агресивно и физички ги нападнал полициските службеници. Тој е задржан во полициската станица Тетово, неговото возило е одземено за вештачење и по целосно документирање на случајот на лицето ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци. Ноќеска половина час по полноќ полициски службеници лишиле од слобода 19-годишен тетовец, кој претходно на улица Линденска во Тетово неколку пати со дрон неовластено ги снимал, пошто дронот кој далечински го управувал го спуштил пред неговиот дом на улица 175 во Тетово. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Вчера од 13 до 18 часот полициски службеници врз основа на судска наредба извршиле претрес во дом и помошни простории на 32-годишникот Тетово и при тоа одзеле повеќе парчиња разновидна опрема, поради сомнение дека бил инволвиран во кривично дело повреда на авторски и сродни права, казниво под член 157 од Кривичниот законник. Тој е повикан во СВР Тетово и се расчистува случајот. Вчера исто така околу 20 часот и 30 минути на земјен пат во атарот на тетовското село Одри, полициски службеници пронашле трактор натоварен со огревни дрва кои немале жик. Тракторот и дрвата се одземени и ќе бидат предадени на шумска полиција за натамошна постапка. Вчера околу 15 часот на регионалниот пат Гостивар Градец на Врапчишки надвозник се случила сообраќајна несреќа помеѓу товарно возило со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 37-годишник од Гостиварска Симница, патничко возило со гостиварски регистарски ознаки управувано од 33-годишник од Гостиварска Горна Бањица и патничко возило со гостиварски регистарски ознаки управувано од 62-годишник од Гостиварско Дебреше. Во незгодата со патничката од едното возило 83-годишна жена се здобила со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера пак во 20 часот и 25 минути 30-годишникот Тетово пријавил дека час и половина пред тоа во ходникот од зградата каде што живеел во Тетово бил физички нападнат од две лица негови соседи. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Женскиот фудбалски клуб Шкендија за противник во четвртфиналето од Купот на Македонија за противник ја доби екипата на АС Юнајтед од Струга. Фудбалската федерација на Македонија ја изврши ждрепката за четвртфиналето од Фудбалскиот куп на Македонија во женска конкуренција. Екипата на Шкендија немаше многу среќа и за противник ја доби екипата на АС Юнајтед од Струга, иако во барабанот имаше и послаби екипи. Сепак тетовската екипа пред само еден месец успеа да го совлада АС Юнајтед со 1:0 во првенствен надпревар во Тетово. Шкендија ќе биде единствениот представник на нашиот град во оваа фаза од Купот на Македонија, со оглед на тоа дека во осмина финалето го елиминираше градскиот ривал Љуботен со 4:2. Останатите двојки од четвртфиналето се Истатов Деспина, Атлетико Топгол и Каменица Саса Тиверија. Сите надпревари ќе се одиграат утре со почеток во 13 часот. Според пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија ќе се игра само еден надпревар, а победниците ќе обезбедат пласман во полуфиналето. Доколку некој од надпреварите заврши нерешено, ќе се премине директно кон изведување на пенали. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.